Мумурузно брашно за качамак, проја за пражење риба, сукање баници или за месење леп. Мелено на воденица како некогаш може се уште да се најде на тезгата на Михајло Атанасов во Штип. На стари традиционален начин, тој класјето ги рони на рака, потоа ронетите зрна ги носи да се мелат на воденица и на крај брашното го одсејува со воденичарско сито. Процесот не е лесен, вели тој, но сепак се уште има желба за да го произведува. За качамак, за проја, за печење на риба, најдобро риба да се пржи на мумурузното брашно. Иначе на белото брашно што го стават, она загоре, а на ово не загорува. Може се сука, прави се и леп со мумурузното брашно, ма се меша со рженото и со интегралното пченично. Мора да се на рака рони, не на машина, али ако го рониш на машина треба после да го требиш, значи само здравите зрна треба да ги ставиш таму, да се мелат од класторинката. И шом се очисти, се става во мелницата, тоа е на воденица мелано, во Кратово имаше 2 воденици што работат и се мела и на воденичарско сито се одсее, значи тоа е осејано на воденичарско сито и се користи после за конзумирање. Најмалку еднаш во седмицата треба да се јаде качамак, ќе рече Атанасов, бидејќи мумурузното брашно го очистува телото од сите токсини. И колку е здраво, зимно време најмалку треба еден пат неделно да се јаде качамак да се прави или проја да се направи и така. За желудник и за цревни болести очистува, значи тоа е чистач. Значи, ако јадеш од него, знај дека организмот го очисти од сите токсини, од сите отрови. Инаку Михајло веќе со децении се занимава со земјоделие, па покрај садењето на пченка, тој сади морков и лук, компир, бере чај и чесно со пот заработува солидно за живот во Македонија.